Што се случило? Што ли го спречило? Зошто се уште не дошол Вујко ми Дедо Мраз? Тој секоја година пред да тргне напад, за да ги разнесе подароците на сите деца во светот, ја посетува својата сестра, тоест мајка ми. Ми донесува подарок, а потоа тргнува напад. Утре вечер е пречекот на новата година, а тој се уште не пристигнал. А уште вечерва треба да тргне на пат за да ги разнесе подароците на сите деца во светот. Чудно. Мора да се случило нешто многу страшно, но што? Морам да одам да го посетам Вујко ми Дедо Мраз. Добра ти идејата, Керко. И јас и мајка ти би сакале да појдеме, но по еден час ме на работа. Лекувате, Мирабела. Добро, мамо. Надвор е студено. Добро, почекај малце. Еве, не ми од сладкото и однесим на Вујко ти и бујната. Еве и едно шише. Добро, обред. Еве и едно шише ракија за Вујко. Добро, сега брзам. Ајде, чао. Ајде, чао. Но тоа е опасно, Мирабела. Би се обидела кога би го знаела пакот, би зошто да не
Ти не го знаеш патот, но Славеот го знае. Тој би те одведел. Па тога што чекаме. Ајде, Славече. Тој, Разулко, води ме кон вештетката. Мирабела, кога ти решена веќе да одиш, тогаш оди, но внимавај. Вештерката е многу лоша идра. Внимавај да не те скамени. Не грижете се, не грижете се. Секи биде во ред. Ајде сега да одиме. Ајде. Ајде, браќа, деца. Леле, деца, доаѓа Волков. Што да правиме сега сами, а? Многу сум гладен, ама и многу сум среќен што тука гледаме ни две прекрасни салашиња за јадење. Немој, Волчко, немој. Немојте, молам, немој не јадиме. Еј, што бе, немој, Волчко, те молам не јадиме. Ти ќе ми кажеш? Епа, ајде, злато моје вкусно за јадење, кажи ми, зашто да не те изедам, а? Но, Волчко, немој не јадиме. Ако не изедеш, ќе нема кој да му помогне на Вујко ми Дедо Мраз. Ако не му помогнам јас, сите деца ќе останат без новогодишни подароци. Ете, затоа те молам, немој не јадиме. Што видиш? Вујко ти Дедо Мраз? Па, штом Дедо Мраз ти е Вујко, тогаш ти мора да си Мирабела. Да, Волчко, токму така. Јас сум Мирабела. Мирабела? Ова е неговиот најстар син Мразулко. Но, како што гледаш, драг Волчко, тој сега е претворен во Славеј. Навистина Мразулко е претворен во Славеј. Но зошто е тоа така? И каде си тргнала ти овку точно? Ајде, кажуваме браго, бидејќи многу сум гладен. Но, Волчко, смири се. Секи ти објаснам. Вештерката, знаеш онаа лошата, старата, крадливката. Му ги украде на Вујко ми Дедо Мраз. Елените, облеката, подароците. А скоро на тоа го маѓавте и мојот братучет Мразулко во Славеј. И како што гледаш, драг Волчко, јас заедно со Славејот тргнавме да ја пронајдеме вештерката и да вратиме се што таа украла. Вештерката ги украла Дедо Мраз елените. Слушнавте? А вештерката, еви, и мене ми измами минатата зима и ме остави бата гладен. А Мирабела тргнала да ги пронајде подароците, облеката и елените за Дедо Мраз. А јас за малку ќе изедем. Мирабела, знаеш ли што? Кажи, Волчко, И јас ќе тргнам со тебе. ќе ни помогнеш? Ќе тргнам и ќе ти помогнам да патиме лошата вешта. Да одиме тогаш. Одиме. Ајде.
Ти, девойче, кажи му на Волкот да не ме еде. Смири се, Волкот нема нищо да ти стори, но ти, кажувай, кој си и зошто не плашиш? Јас сум Мики, момче на твоја возраст. Пред неколку недели, вештерката, онаа лошата ме маѓепса плашило. И еве сега китам низ шумата далеко од градот. Ај, леле таа вештерка, кога ќе ја фатам и ќе ја размечам. А вештерката Иван ти сторила нешто? Ни сторила нешто? И тоа како? Еве, Мики, замисли, мене ми извам минатата зима, а сега да Дедо Мраз му ги украде елените, облеката и подароците за деца. Да, а скоро на тоа помагам се и мојот братучет Мразулко во Славе. И како што гледаш, Мики, бидејќи немаше кој да му помогне на Вујко ми Дедо Мраз, тргнав ја заедно со Мразулко, тоест Славејот, заедно со помошта на Волкот, да ја пронајдеме вештерката и да вратиме се што таа украла. Да. Штом Дедо Мраз ти е Вујко? А ти не ли си Мирабела? Да, токму така, јас сум Мирабела. Штом е така? Сега ќе види таа вештерка стара. Јас ќе дојдам со вас. И јас ќе ви помогнам. Ајде дојдеме. Да одиме тогаш. Сега треба да се договориме како да ја победиме моќната и силна вештерка. Така е. Еве вака, јас имам идеја. Јас и Славиот ќе одиме право во куќата на вештерката. Потоа, јас ќе почнам да изборувам. Јас изборувам, вие ќе најдете една мрежа и так ќе ја покриете со мрежата. Потоа, јас ќе ја земам метлата. И целата моќ е во наши раце. Со вештерката, Мирабела, Волче, со оваа вештерката што ќе правиме? Многу е лоша. За неја ќе смислиме нешто подоцна, брај да ја фатиме и потоа ќе видиме. Ајде сега, сите на работа. Ајде, Волче. Одиме. Види што
успеав да побегнам. Но што ќе правам сега сама? Кој ќе ми помогне? Слушајте, слушајте. Како да слушам плачење за дома Елка. Додам да видам во што е работата. Остави ме, Оли. Не теши. Но волшебничке, плачењето нема да ти помогне. Кој сте вие? Што правите овде на студот? Ти? Зошто плачеш? Јас сум добрата вила, а ова е мојот помошник Оли. Јас имам една сестра многу лошата вештерка, која ми го украде волшебното стапче, а згора на тоа и многу ме набри. А знаете, волшебното стапче кога е во добри раце прави добри дела, но кога е во лоши раце, како во нејзините прави лоши дела. И јас затоа не и што да правам, си седам овде и си плачам. Да, но зошто ти го украде волшебното стапче кога таа ја имаше својата волшебна метла? Затоа што волшебното стапче има поголемо волшебство од метлата. А мојата сестра е многу завидлива и ми рече дека... Но не плачи, добра мила, не плачи. Добрите не сте глупави. Вината е најважна од се во животот. Ти навистина си умна девојче, но што правиш овде сама, во оваа шума по студот? Јас сум Мирабела, ќерка на сестрата на Дедо Мраз. И мојата приказна е долга и тешка. Не знам кој ќе ми помогне. Па кажи ни, може би ние можеме да ти помогнеме. Еве, да се опитам да раскажам накратко. Како што реков, вујко ми е Дедо Мраз. И знаеш, онаа лошата својата сестра, вештерката, крадливката, ги украде на вујко ми Дедо Мраз елените, облеката и подароците за сите деца во светот. И бидејќи немаше кој да ми помогне, тргнав јас заедно со Мразнико, тоест меѓестаниот син на Дедо Мраз. По патот, знаете, ги сретнав и Волкот и Мики Магепсаното момче, кои што се обидоа да ми помогнат. Но знаете, кога отидовме во куќата на вештерката, таа ги Магепса. Јас едва и некако успеав да побегнам. Сега, но не знам кој ќе ми помогне. Тоа е страшно. Мора да им помогнем. Да, но кој ќе ми помогне? Јас имам идеја како да им помогнем. Па кажај. Види волшебниче, таа има метлата на твојата сестра, а ти би можела да искористиш незината моќ. Да, но што ќе ни е метлата? Па метлата прави лоши дела. Не, Мирабела, таа е исто како и волшебното стапче. Во лоши раце прави лоши дела, но во добри раце прави добри дела. Значи би можеле да им помогнеме? Па да одиме тогаш. Хајде да одиме. Не се вратила вештерката. Ајде да им помогнем. Мирабела! Тоа си ти, Мирабела. Како си, Мирабела? Добро сум, Мики. Мирабела, се не во ред. Да, Волко, се е во ред. А овие тука кои се? Да, се забораве. Овие се добрата вила и синиот помошник Оли. Добрата вила? Да. А добра ли? Многу е добра, многу. Да побрзаме дека не се вратила вештерката. Наскоро сигурно ќе се врати сестра. А ние ќе ја извамиме вака. Ти, Волчко, Мики и ти, Славече, преправајте се дека сте стамени. Кога таа ќе дојди, ќе го остави волшебното стапче на масата, вие со мрежата ќе ја покриете, ние одзад и го демеме волшебното стапче и сте е во наши раци. Така ли? Иде на своите места. Леле, глупаво девојчиште! Како успеа да ми помогне? Како успеа да ми помогне? А вие, нејзини пријатели, како сте? Што правите? Ништо. Еве те ловиме те.
по се што направиш да се сметаш за моја сестра? Но, јас само сакам. Мислам дека мојата помош повеќе не ви е потребна. Да. А јас бидејќи имам работа, сега морам да замим. Да, сега можеме и сами. Ти благодарам за помошта. И благодарам и на тебе што ми помогна да се го врата почетната кача. А ти, сестричке, се надевам ти ја добиеш заслужената казна. Сестричките, молам, помогни ми. Ти се молам. Среќна нова година! Среќна нова година и много добра вила. Ме остави сама. Сега, вештерке, плачи колку сакаш. Кога ќе стигнам, па кога ќе те лапнам, и целата ќе ти изедам. Ама мислам дека и твоето месо е лошо колку и ти. Немој, Волчко, те молам, не јади ме, Волчко. Изедам. Немој, ај ти немојче. Немој да историш ништо лошо на мојата кутра и оставена метла. Нема да ти ја уништа метлата, ако ветиш дека ќе ги вратиш подароците, елените и облеката на Дедо Мраз. Разбра? Разбра. Еве ќе ви вратам се. Подароците се таму во собата, елените веќе избега и сигурно му се вратиле на оној вашиот Дедо Мраз. Лажеш, вештерке. Не лажам. Жива вистина е. Жими метлама. Епак, што ме така, мислам дека треба да ги однесеме подароци. Да, но први да ја соблечеме облеката на Вујком и Дедо Мраз. Ајде. Немаме време за чекање. Ајде, побрзете. Ваму облеката. Така, ајде, побрзете. Сега. Ох, леле, се ми дадовте. Така, а сега. Ваму. Вештерке, слушај. Сега Мики и Мразо го претвори ги пак во деца. Разбра? Ајде. Но не можам овде, морам таму. Ајде. А не, Славе, ти благодарам, братунче, ти ви реве. Леле, колку сум среќна. Што повторно си човека не славе. Ти благодарам и јас, Мирабела, што повторно ме врати во човечка форма. Леле, Мики, па ти си прекрасно момче. Но... Да, мислам дека е време да побрзаме. Но како ќе ги однесеме подароците ние самите? Како? Јас имам идеја за тоа. Кажуве, Подароците се тешки, ама ќе ги однесе тој што ги украл нашето вештерче. Навистина добра идеја. Ајде да фатиме за работа. Сите да ги натоварите. Ајде. Прво. Ти вештерке па ќе крадеш? Не. Ама себе ќе носиш. Не се. Не знам, аз се не. Ама ми требаше. Зашто ги украдам? Зашто? Побрзо. Ајде така. Зашто? Ајде, побрзите, немаме време за чекање. Не може, па тоа е многу тешко. Епа и ти што си крадела ќе мора да носиш. Тешко е. Ваму. Така. Ајде така. Леле, не може, тешко е. Тешко е, ама сака ти е тоа. Што се жалиш, бре, вештерче, а? Колку е тешко. Епа, самата си виновна, самата си ја навлече белјава. Епа, пријатели мои, што ме се во ред, сега јас морам да си одам, бидејќи мора да организирам свечености во шумата. Ти благодарам, Волчко, за помошта и не заборавај. Среќна нова година. Да, среќна нова година. Ајде, леле. Многу се загриживме за Мирабела, па еве со мајка и дојдовме да видиме што се случува. А еве што ни кажувате вие.
Така е, дете, како што ви кажавме, ние бевме против, но таа беше решена да му помогне на Мразулко и замина. Кутриот Мразулко, претворен во славен. Мирабела најверојатно отишла само за да му помогне на Мразулко. Да. Но што направиме сега? Што? Ајде, кажете, што направиме? Што да правиме, дајде? Мамо, тато! Кажи, Керко. Гледа, тато, дајде, като Мирабела и като Мразулко се вижда и вещерка. На вистина? Да, на вистина. Каре се! Еве не, дојдовме вујко Дедо Мраз. Еве ти ја и облеката. Мило да трае, жива и здрава, не ли колко се загрижихме? Да, но што барате вие тука, мамо и тато, а? Што рече мајка ти, многу се загрижихме за тебе, па дојдохме да видиме што се случува. О, синче мое! Ти се трекни! Мики, дојди, мамо, Мики, дојди. Мамо, тато, ова е Мики. Момчена моја возраст. Момче кој многу ми помогна. Исто како и Волко. Волко ти помогна? Да, беше толку добар. А не лош како што се зборува во приказните, нели деца? Сега, каде е Дедо Мраз? Каде е Дедо Мраз, деца? Ајде да го повикнеме. Дедо Мраз, еве ти е и вещерката, еве ти. Која прати се освен елените за кои тврди дека избегале. Вещерче, прво да се заколниш дека повеќе нема да правиш лоши дела и никого нема да задеваш. Милост, Дедо Мраз. Вещерче. Заколни се! Секо. Погласно. Секона. Ете така. Дедо Мраз, мислам дека е време да тргнеш на пат. Да, Мирабела, време е да не чекаат дечињата ни светот. А вие, мили дечиња, бидете умни, послушни, слушајте ги мама и тато, воспитачките, учителите, брачињата и сестричките помали поголеми и Дедо Мраз за ново година ќе ви даде по едно пакетче бомбони. Да, деца, и не заборавајте. Среќна нова година! Сега, дечиња, Дедо Мраз да ви даде по едно пакетче. Пива? Ајде. Ама Дедо Мраз има и помощници, мора да ви помогнат, нели?
Ајде, помошни ти дека Дедо Мраз.